Плата од државата за рударите кои ги одржуваат Добрево и Тораница. Синоќа на седница на влада е одлучено трошоците за одржување на двата рудника, што подразбира репроматеријали, струја, вода, како и плати на неколкуте рудари кои се ангажирани за работа, целосно да се покријат од државниот буџет. Ова синоќа на својот Facebook профил го напиша техничкиот премиер Емил Димитриев, кој самиот е од Пробиштип. На денешната седница на влада донесовме одлука да ги превземеме трошоците за одржувањето на рудниците Злетово од Пробиштип и Тораница од Крива Паланка до нивна продажба. Се одобруваат 60.000 евра во динарска противвредност месечно, сметено од декември 2015 до јули 2016 година. Во меѓувреме го објавивме и повикот за доделување на концесија за минералните суровини, кој треба да заврши средина на наредниот месец и со тоа да се овозможи рестарт на овие два значајни стопански капацитети. Со ова повторно ќе се овозможи вработување на близу 1000 луѓе, но овој пат со значителни вложувања во нова опрема, нови наоѓалишта, поквалитетни услови за работа, повисоки плати. Стои во профилот на Димитриев. Одлуката на владата доаѓа откако рударскиот синдикат се пожали на лошата состојба на рударите кои останаа да работат. Работниците кои работат на одржување уште немаат земано плата, немаат здравствено осигурување, исто и пензиско осигурување. Во меѓувреме, околу 1000 рудари од Пробиштип и Крива Паланка се без работа и во исчекување на конечната одлука за Добрево и Тораница. Што поскоро да се рестартира рудникот, да почнеме со работа, да работиме, да произведеме и да земеме плата за гола екзистенција. Одлуката за судбината на рудниците одборот на доверители ќе ја каже утре, за кога е закажано рочиште во Штипскиот суд.